Добро, консолидацијата се гледа токму во тоа. Тоа што тие луѓе кои што до сега зборуваат тивко или пишуваат статуси, се ги излегуваат и во јавноста. И се разоткрија самите. И кога ќе видите нивните пораки во јавните настапи, во статусите, ќе видите дека се тоа пораките на владачката партија ВМРО-ДПМН. Критиките се сведуваат на тоа. И во тоа, во позадина на сето тоа, вистинските членови искрени поддржувачи реагираат. Многу лошо на тие критики. Затоа што не се издржани. И затоа што не се реални. И затоа што станува збор за луѓе кои што се или уценети, или се купени. И тоа е суштината. Мора да знаете дека овој момент, кога трае и се повеќе ќе се засилува оваа опозицијска борба за доброто на државата, за да не бидеме во изолација, како што не ставаат ВМРО и ЗНАМ, тогаш тие што одработуваат за нив, не се ништо друго освен колаборационисти. За нивни лични интереси, никако за интересот на државата, поради тоа што тоа зашто ние се бориме, е власта да вратиме не во СДСМ, во рацете на граѓаните. Ова влада не прави ништо добро за државата. Ние сме економски пред бездна во која што држава ќе пропадне. Недостасуваат пари. Следат огромни заеми. Нема да има пари за поголеми пензии, ниту пак за поголеми плати. Ние сме целосно изолирана земја. Гледате што се случува на форумот во Давос. Премиерот не се сретна со ниту еден. Ама со ниту еден политичар од негов или од понизок ранг. Се среќаја со некои анонимуси или директори на некои фирми. Како да е бизнисмен. А не како да води држава. Нека оди во бизнис. И нека тера фирма, ако му е тој интересот. Нека ости држава да се развива. Гледате какви средби се случуваат во Давос на луѓето премиери од нашето соседство. Се разговара за развој, за прогрес. Ние сме целосно маргинализирани. Гледате што се случува во секој од секторите. Гледате што се случува во земјоделството, во здравството, во образованието. Ништо буквално. И кога имаме силна опозицијска борба, прво да разобличиме лажната кампања на оваа власт дека нешто добро прават. И секој ден го правиме тоа. Граѓаните стануваат се повеќе свесни. Некој од членовите на СДСМ застанува во нивна одбрана. Па зашто не ја критикуваат владата или мислат дека е добра? Може да дојдат тука во партиските тела органи да ги кажат на своите забелешки. Видете ги пораките нивни. Зашто не сме го поддржали Safe City? Зашто не сме биле на лидерската се прашање на ВМРО-ДПМН? Така да не поминуваат такви работи. Тоа се поединци, ама на нашите членови и симпатизери тоа им е јасно. Дали има вистина во тврдењата на Швегов дека половина пратеничка група ќе ве напушти и исто така и дали ќе му се извините на Јован Деспотовски кој денеска побара извинување во спротивно најави на тужба? Нека тужи Јован Деспотовски за све што сака. Нема извинување на соработници на ненародна власт. Нема извинување. Пратеничката група е синхронизирана, компактна, ние имаме многу чести координации, впрочем на едно од средбите изминатите денови заеднички со консензус се донесоа од луѓето како ќе настапуваме во собранието во следниот период, меѓу другото и за проектот Safe City. Господине Филипче, синот имавте соопштение со низа навреди за Петре Шилегов, ваш член и поранешен високопартијски функционер. Еве ги прочитам дел. Имајте ги предвид неговите склоности, пороци, приватните слабости и долгови. Но сепак Петре Шилегов беше човек кој век во партија го предложите два пати за градушник на Скопје, кажувајќи дека тој е одличен кандидат. Што говори тоа за вашата кадровска политика? Океј, ви одговори во пресот. Има некој друг прашање? Дали кумот на Вучич, Башановиќ, поточно работи за СДС? И дали сте имали средба со него во Ниш? Не. Не? Не. Го демантирате ова? Да, апсолутно. Не сум имал средба, ниту пак лице со име Башановиќ, презиме не работи за СДСМ. И за закон за станците, дали имате информации што се најавува дека ќе има измени на законот за станции и тоа што вие како партија претходно сте изјавиле дека со Британија има траен договор за емиграција? Гледайте,
Се што оваа власт прави изминатиот период е да се олесни влезот на странци. И тоа совршено се поклопава од тоа што британските медиуми го соопштија. А ние го преземавме. Тоа не го кажавме. Ние во релевантни угледни британски медиуми излезе најавата за проектот Мигранти за пари. Таму се информациите дека луѓе што не се подобни за Британија ќе доаѓаат кај нас. Владата ниту ги демантираше медиумските прашањата на британските медиуми, ниту пак ја потпиша резолуцијата, која што ние понудивме, да се со цел да се смири општеството. Огромниот немир кој што го има незадоволство кај нашите граѓани. И тоа оди само во прилог дека следуваат избори кога и да бидат. Дали годинава почеток на следната, па макар и редовни и после тоа проект доколку добија доверба мигранти за пари. Тоа е целта. Тоа е целта. Дали за предлагање? Не, детали не. Председателот на Бојовиче радија Мети по телевизија 21 каже дека сте имале средба во Тетово во месец декември. Исто така потврди дека сте барале да се формира Европски опозицијски фронт, за кој Амети ги одговори дека вакви иницијативи имало и порано и резултираат неуспешни. Дали ова значи дека СДСМ во моментов е осамена во опозиција и без реален коалицијски партнер? Не, гледайте, за коалиција не сме разговарале. Точно е дека освен за некои аспекти на локалната самоуправа во Гостивар, јас помнав во тој состанок и наши загрижености. И му ги пренесов на председателот Ахмети нашите загрижености. Прво во делот на економијата, нешто што преска спомнав, посебно во делот на евроинтеграциите, дека сме целосно изолирана земја, немаше иницијатива никаква за формирање некаков фронт, затоа што нема избори. Нема зашто да се разговара. Нашите политики се јасни. И кога и да бидат следните избори, се знае кој е проевропска и партија која што тука сака да донесе реформи и правда, тоа е СДСМ. Јасно име веќе на граѓаните, никој повеќе нема да ги излаже. А председателот Ахмети ми ја пренесе загриженоста негова од бројните средби кои што ги имал со граѓаните, албанци на кои што тие му изразиле незадоволство, огромна загриженост за тоа што Албанија во евроинтеграциите оди напред, а ние стагнираме. И тоа е нешто што сметам дека треба го земеме многу сериозно заради тоа што ние сме мултикултурно, мултинационално, мултиетничко општество. И мораме да водиме сметка за сите аспекти. А како ја гледате најавената автентатот сред два московски? Може да се сретне кој со кого сака слободно. Господине Филипче, како го гледате СДСМ постконгресно во самот имате конгрес, одлуки ќе бидат донесени и дали може да очекуваме делно расплетување на сите овие внатрешни конфликти што ви се случуваат во смисла на исклучување на Шилего, на деспотовски, нови кадровски политики, некои цврсти црвени линии, партиски во однос на евроинтеграција, не знам. Гледайте, партиските линии и вредносните политики се тие и никогаш не сме отстапиле. Ниту во минатото, ниту пак сега. Ќе ги презентирам новите постулати кои што повторно се темелат на вообичаените социјалдемократски вредносни политики за кои што веќе имаме и сериозни резултати од времето на владењето. Вратите се отворени за сите, за членови, за симпатизери. Веќе има најава дека некои политички помали партии сакаат да се приклучат целосно, да се претопат со СДСМ, тоа ќе го објавиме исто и во текот на денешниот ден, консолидација во дел на огромен број на општински организации веќе. Постои, очекувам конгресот да помине успешно, очекувам да има дебати, затоа што тоа е форумот во кој што треба да се дебатира и секој да го каже задоволството, незадоволството, предлозите и сугестиите. Затоа што и до сега вратата им е отворена на сите тука во партијата. Значи, оставка не дава. Гледайте, јас искрено верувам во ова што го правам. Јас сум човек што работи милиметарски прецизна работа. И добро сум пресметал пред да се нафатам да го правам ова. Што сакам, која е позадината и што сакам да постигнам. Сакам ово општество да заздрави, да биде исчистено од корупција, да се направат реформите и да влеземе во Европската унија, затоа што тоа е стратешката цел. Мојата работа е искрена,
се темели на честни намери, јас искрено верувам, доколку граѓаните дадат доверба СДСМ повторно на некој следен изборен циклус, да ја води владата, ние може да бидеме европска држава без корупција. Благодарам. За партијата Поен на Рубин Земан. Благодарам.